Почитувани мој добар ден, стартуваме со најновото издание на Црвена линија. За среда велат среќен ден. Дали беше среќна и добра година, каква таква 2023 година помина. Во Црвена линија се што беше актуелно го поставивме како прашање. Според вас, кој настан и која личност во Македонија ја одбележаа минатата година и секако може да кажете која е изјавата на годината? Ние ќе дадеме неколку примери, но вие слободно може да дополните. Например, враќањето на Делаверски од Србија без да му фали влакно од главата. Председателот на регуларната комисија за енергетика Марко Бислимовски со измени на цената на струјата, парното, малку, па во Црвена линија. Али Ахмети не нарече Телма Мелма, фудбал на мали голчиња и мини баскет во кабинетот на Груби. Христијан Пендиков од Охрид со ќотек до правен факултет во Софија. Ламбе Алабаковски е пироманот од Битола. 78% изголемување на платите на функционерите кои за жал мува не ги лази кога станува збор за нивните плати. Христијан Мицевски го опомена премиерот дека фрустрации од мали работи. Данела Арсовска вели, градот не бил никогаш во подобра финансиска кондиција. Измена на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10. Премиерот Ковачевски, сметам дека е недозволиво еден автопат од 40 километри да се гради над 10 години и се уште да не биде направен. Министерката за култура порача, културните проекти во иднина ќе мора да имаат повеќе забавен карактер. Прва пресуда за клевета од собраниска говорница. Правниците бараат одговорност за судијата. Склопена е финансиска конструкција за пругата кон Бугарија. Ке не чини дополнителни 560 милиони евра, но железничкиот мост на Црна река пропадна и веќе не е во функција. Председателот на ВМРО ДПМН Мицковски по избори ветува линеарно покачување на 5000 денари за сите пензионери. Им се допаднала локацијата во старата Скопска чаршија и одлучиле да си ја присвојат. Со механизација среде бел ден срушиле објект од културно наследство, заштитен со закон. За 10 години поддршката за Европската Унија опаднала од 80 на 60%, покажа анкетата на Институтот за демократија. Ветување од власта, обвинувања и самообвинувања од опозицијата. Стани цаци да те види сала и многу други. Вие сте наред во ова издание на Црвена линија, секако да ја надополните ова бројна листа на настани и изјави, а се разбира ке побараме и да одговорите на нашето денешно анкетно прашање. Тоа е само моменти да ве потсетам сите вас кои што се уште не сте не кликнале на Инстаграм, како Црвена линија, секако насторете го тоа веднаш, заследете не и секако кликнете уште еднаш, но овој пат и на Инстаграм стори. И како што твитерџи знаат да бидат малку саркастични и цинични, па и ние малку од нив да префатиме, еве како изгледа нашата анкета за денес. Едноставно ве прашуваме дали 2023 година беше. Под беше подразбираме добра, тоа значи ќе кликнете на да, или лоша, ќе кликнете на не. Како и да е, 2023 година беше, одмина, но многу настани изјави одбележаа ова година. Тоа е само уште едно подсетување дека денес очекувам да имате и добра меморија, можете да бидете и креативни и секако да ви има во голем број. До нас со телефонскиот број 02-307-0005 и секако подсетување веќе на самиот почеток, што ве вклучат од режија, намалете го и тонот на телевизорот. Па да видиме како ќе ја надополните оваа бројна листа на настани и секако изјави кои што ќе останат за паметење во 2023. Добро вечер. Добро вечер, госпоѓа Тина. Добро вечер, секој добро вам. И еве, дали беше добра година 2023? Ни пошто. Беше толку плодна, обременета со негативни работи од македонското општество, што стварно цел свет може да ми позавиди.
Да. Најголемо бисерче е тоа од Ахмет и Телма Мелма, а господјата новинарка Ваша Столзен добро образложи за награда образложи какви све во Манав има проблеми, а претежно се од партијата ДУИ. Понатака Пендиков стана студент на правниот факултет во Софија, а уствари му проработи свеста дека е он бугарин, едини бугарин од Охрид. Да. Онда ова покачување на платите на функционерите 78%, ние добивме 5,3% и тоа ни ги зеде Биснимовски одма. Тоа е Биснимај, не е Биснимовски. Секој ден по 0,5 динара, 0,1 динар, пола динар напред, пола динар назад. Сиград, светот гледа во нашата неспособност и заспаност, гледа најголемо шоу светско. Ви благодарам, госпоѓа Тина, имајте убав ден. Благодарам многу и од госпоѓа Тина и целата редакција за тоа што бевте и прв гледач и секако што земавте учество и еве издвоивте од бројнава листа на настани изјави за 2023 што вам ви останало за паметење. Секако нешто ако сме пропуштиле, оставаме на вас да ја дополните листата и секако да издвоите изјави кои што нема да ги заборавите. И пред да вклучиме гледач, веднаш ќе почнеме со Твитерџи и секако врзано врз основ на листата и бројните настани и по подсетувањето еве она што го издвои гледачот, ќе почнеме со твитот на командант Марк. Алфа Малфа. Дали може да го покажеме твитот, ете да може да видат гледачите. Алфа Малфа, Телма Мелма, Тендери Мендери, Лопови Мопови, Судство Мудство, Политиканти Молитиканти, Северна Меверна, Атаче Маче. А ние продолжуваме со вас. Добро вечер. На 0230700005, значи по вртењето секако ќе ве превземат од режија, ќе го намалите тонот на телевизорот и секако останете на линијата, бидејќи во ова издание навистина со нетрпение очекуваме да видиме што ќе издвоите од настаните и дали за вас беше добра или лоша 2023 година. Добра. Добра година беше, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Не ме слушам ништо. Ние одлично ве слушаме, повелете. Јас сум Васа. Васе, рековте? Да. Да, добре, ни дојдовте во црвена линија, Васе. Па еве, што ќе издвоите или нешто плюс да додадете на оваа листа настани за 2023? Што ќе додам овој настани на ново личност? Важно беше убава. За вас беше убава година. Кој најубав настан ви беше? Кога одам на доктор, кога ми вика немам исто тумор. Тоа е за мене најубавото. Значи, беа добри резултатите, колку што ве разбрав, или не? Да, одлично, да ни останете во добро здравје. А од она што ни се случуваше во државата, еве, што би издвоиле? Имаме враќање на Далаверски од Србија без да му фали влакно од главата. Потоа имаме покачување на платите за функционерите од 70. Ништо од тоа нема да има. Ама платите веќе се покачени и се зимаат повисоки плати. Ама затоа и протест има повише. Тие плати тоа направија. Да искочи народот надвор. Кога може за нив 78%, и народот си бара нешто. Благодарам многу и драго ми е еве што вам ви е одлична 2023 година, секако на приватно поле нема поголемо богатство од здравјето и да ни останете и здрави и среќни и новата 2024 да ви биде уште подобра. Но каква ни беше генерално за сите изминатава 2023? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав на водителката. Голем поздрав и до вас. И на раководителката на Телма телевизија. Благодарам. Се ова Неделна Лупеска. Годината беше никаква. Све крадење и мамење.
Еве, Овие кој ќе го политичари издвоите како избор, настан на годината? Кој е вашиот избор? да ни даде и нас плата на пензионерите. Јас сум пензионер. Тие зореме платата 80%, а ние немаме за лекови. Така да им кажеш на овие од Муртинови, што немаат сметка од корничони, току имаат сметка од марихуана. Мене да не ме мамит, јас сум школован човек. Може да се мами тој сам себе. Мене не. Јас сум биден и учител, и глумец, и поет, и све. Од село Биџево сум јас. До близина на Струга 7 километри. Добро, а еве, дали има уште нешто што би издвоиле од сите овие настани кои што ќе ви остане во сеќавање од 2023 како најнастан, освен покачувањата од 78%? Кој настан? Па изброивме многу. Например, овие доктори што лечат луѓе, на ними плата не му дават. А тие што седат на столовине, 78%. Така, значи според гледачот, значи настан за него за 2023 е 78% зголемување на платите на функционерите и ќе потсетиме кој за жал нимува не ги лази кога станува збор за нивните плати. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Поздравите, доктор Телма. Поздрав и до вас. Настан на годината ќе биде Христо Мицкоски. Това мора да помнах. Затоа што дебатира и укажуваше новија ова влада што не знае да работе и е бране државата и исто за време на опозицијата кога беше на власт имаше исполнување барање правење државни закони, инвестиции, имаше вработување, имаше така, но во 2000... А ова се на власт се е црнило. Се штета, предавници уништувајќи сиромаштија, бел лекови црно се продават. Значи, на младите 500 евра витување, лекови ефтини, инвестиции да има. Нема ништо. Само зло врз зло. У историјата ќе пишува како предавници, тајни договори се пазарува за нација, се откажуваат се што македонско. Ама криво е и судството. Судството е заедно поврзано и они треба кривично да одговарат. Судството е поврзано, подмитено, подплатено, света, корупцијата, света, криминалот, света, значи, задолжувањето, нема ништо на народот. И се е загрозено. Не. Со промена власта, судството ќе се промени и ќе има еднина. Само опозицијата која е за Македонија. За вечна Македонија. Живи и здрави. Пријатно ви. Живи и здрави и останете во добро расположение со црвена линија за да слушнете и понатаму што ќе издвојат како настан, како изјава. Сега кој веќе подсетам, ние издвоивме голема е листата на настани кои што ете одбележа изминатата 2023 година, но слободно можете да додадете настан кој што може би сме го изоставили или пак изјава. И сега кој еве да ни откриете според вас кој е личност на годината 2023. Добро вечер. Добро вечер, синче. Баба Роска, како сте ми? Ја претка сум. Многу ми е драго дека е тоа така. Така. Според вас од се ова што набројавме, кој настани ќе ги издвоите за 2023? Па настанот за Телма Милна. Телма Милна, добро. Колку години е таму? 20, 15? Или знаја македонски јазик, ништо да каже, а за тој знаеше Телма Милна да каже. Сега го замолувам да излезе пред вас и да каже дали во Албанија може некој македонец да зборува македонски? На бина таму. У парламентот. Сакам тоа да го чуем од негова уста. Така. А другиве настани исто имаше многу голема е листата на настани. Што ќе издвоите друго? Ковачевски, он е на предност, затоа што секој ден не лаже, еднаш каже едно, утре каже друго. Како да не го изабереме? Срам да му изеде. Не знае, едно дете искочи вреот 8 години, па ни чита на книга, ни ништо. Кажува, раскажува. Ова, Боже, учен, Боже,
u parlament ne vodi, се чита. Не знае нещо на памет да каже. Хайде ги оставам нивне как кршат глава. Јас ќе го предложам Мицковски, затоа што он ја брани државата и дај Боже да ја одбрани народен македонски, кој ќе го зедете пменкавото на избори. Благодарам многу, баба Руска, за учеството и секако за тоа што и вие издвоивте кои настани ќе ја одбележат за вас 2023 година. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија. Добро вечер. Повелете, и од това што наброивме, што ќе излучи? Сега. Слушај, во врска со Мицковски, не? Во врска со 2023 година имаше многу настани. Да, имаше настани, еве, Мицковски се фали, многу работи направил. Пред да изгуби ВМРО, ДПМНЕ, струјата беше 2500 на двособен стан плачав. После спарно плачав 2600 на двособен стан. Па немој сега. А па дојдоа овие СДС, не навијам ни за СДС, ни за ВМРО. Кога дојдоа СДС, направија струјата, ја преполовија, пола поевтино. Парното пола поевтино. Па немој малце да гледаме на све, на убаво. Што е убаво. Ја не сум против ни Мицковски, али лоповска работа беше арамиска. Сакате да кажете дека не е покачена цената на струјата? 2500 беше тогај, пред да изгубат ВМРО, па беше ВМРО. Сега се 1700 и 800, а беше и ептен помалце, пола беше поевтина. Парното исто. Како да ви кажам? Од сите овие што ги наброевме настани личности, која е личност за 2023? А не една личност, бе, сите се арами, извини вака што кажам. Ништо, секако големо благодарам што земавте учество во ова денешно издание. Продолжете да не следите, одиме понатаму. Добро вечер. Јас ке напоменам дека можете и да направите и недополнување на листата со некој настан кој што еве ние не сме го спомнале. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија. Евам на трешноста на Република Северна Македонија под Прилеп. Голем поздрав до Прилепчани преку вас. Видете, личност што одбележа годината, ќе ја кажам, не го нарекувам господин председателот на ДПМН Христијан Мицковски со неговото лелекање за пуста власт, за пуста фотелја. Кукање и лелекање цела година. А од друга гледна точка, гледано, годината беше многу лоша, затоа што не сме задоволни ние пензионерите со нискиот стандард, со ниските примања на нашиот на нашите пензиски примања со 12.000 денари. Тоа е најголемата болка што не трогна во 23-та година. И мислам на тој план треба да се поработи многу. Значи, тоа е очек неиздржлива работа. Поздрав многу и секој добро. Секој добро, поздрав и до вас, благодарам за учеството во црвена линија. Продолжуваме само со вас, секако и веќе ги охрабрам и оние кои што имаат желба, но некако можеби им незгодно, можеби за прв пат ќе земат учество во една ваква контактна емисија. Слободно сторите го тоа. Со нетрпение очекуваме да слушаме од вас кој настан ќе го издвоите или настани, или кој ќе ги надополните на оваа долга листа настани кои што ја одбележаат 2023. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија сте. По гласот ме познаваат сигурно. Да, редовно не следите и се вклучувате во црвена линија. Па треба да вртиш упорно. Така е. А кој настан еве ќе го паметите од ова што издвоивме или имате некој плюс? Сега еден предходен ваш гледаш се јави.
За пензиите. Да, мали се, не викам дека се големи, јас сум пензионер. Ама, што сега, извини што сега да ви кажам, треба да запишувам. Добро, толку сакам. Како настан, еве, бидејќи ги спомнавте пензиите, ќе потсетиме дека председателот на ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, по избори ветува линеарно покачување по 5000 денари за сите пензионери. Ама ветување и исполнување има разлика. Дали ме разбирате? Има разлика. Што ќе се вети, постои овие ветуваат многу работи и за струјата, да. Струјата мене сега ми доден фактура 000 денари. 000, како е тоа возможно? Па имам таму уште некои пари што ми пратиле. Не знам нија како. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Ете, досега слушате барем гледачите кои што се вклучи од самиот почеток, што издвојуваат како настан. Ке подсетиме, многу е долга листата, еве ке подсетам, имаме и вакви настани од типот прва пресуда за клевета од собраниска говорница, правниците бараат одговорност за судијата, потоа за 10 години поддршката за ЕУ опаднала од 80 на 60%, вака покажала анкетата на Институт за демократија. Им се допаднала локацијата во Стара Скопска чаршија, одлучиле да си ја присвојат со механизација, среде бел ден срушен беше објектот културно наследство, потоа Данила Арсовска велеше градот не бил никогаш во подобра финансиска кондиција. Измена на 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10, сега кога ќе подсетиме 78% изголемување на платите на функционерите, кои за жал мува не ги лази кога станува збор за нивните плати. Ламбе Алабаковски е пироманот од Битола, Кристијан Пендиков од Охрид со ќотек до правен факултет во Софија, Али Ахметија нарече Телма Мелма и многу други настани. И секако имаме еден спортски настан, тоа е фудбалот на мали голчиња и мини баскет во кабинетот на Груби. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија сте. Што ќе издвоите од овие настани за 2023? Што ме води? Јас мислам дека да не е остатко. Она што го кажала Данила, дека градот не бил никогаш Скопје во подобра финансиска кондиција? Да. Добро. Да никогаш не бил Скопје така. Не може да стове подписник на формира пај. Се дојде друга банци. Позитивно, течот и се битот. Течот битот. За патриотка, тази чак на фери. Чак може, чак е се стане премиер. Чак е се стане. Прям да стане презарато. Тоа е ти педим позарат. Благодарам, бидете поздравени и вие, продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добро вечер. Се слушаме? Одлично се слушаме. Добро вечер. Супер, да. Па вака би рекол, за ланска година за мене, да речеме, најнастан беше и личности фактички на годината. Ја малку сум повеќе навлезен во политикава, бидејќи политикава нашите животчиња трои како да живееме, како да функционираме. Луѓе мислат дека политиката е некоја играчка таму, некоја имагинарна работа некаде у Казахстан таму некаде или у, како вика, Патагонија некаде е место дека функционира, не гледа дека тука им се случуваат работите пред очи. Така да за увези политичари, друго не ме занимаат, спортски настани, ама спортот умре уште кога настапија санкциите против Русија. Значи, тоа се нефер работи од страна на Западот, ама ќе им се врати. Зборуваме за фудбал на мали голчиња и мини баскет во кабинетот на Груби. Не ме занима, апсолутно. Значи, нема ништо да дам коментар за тоа, ќе кажам дека најдобар настан и најдобри дечки беа Апосиев и Крмов, кога летаа тие мониторите низ собрание, за да му кажат на народот со кого си имаат народот работа у тоа собрание. Воедно и вчера ми се допадна еден настан,
каде што е оборен некој рекорд, кај тој подкастот на тој Лазаров беше гости на пастиот. Тоа ми се допаѓа мене. Поздрав пријатно. Благодарам, поздрав и вам за вклучувањето во Црвена линија. Ајде малку и твитерџи и сега кој издвоивме од нивниот голем обем, бидејќи ова се бројни настани кои што се коментираа на големо во Твитер заедницата, па ќе почнеме со Джемо Билбил, кој што еве на темата, односно настанот 78% изголемување на платите на функционерите, напишал: зависи колкава плата зимаш и колку е солидна. 78% плюс 400 евро од 1.1.2024. Бога ми, солидна е. Што ќе извоите вие како настан? Што ќе додадете може би нешто што не се наоѓа на нашата долга листа настани? Дали за вас 2023 година беше добра или лоша година? И сега кој издвоите личност по која што 2023 беше одбележана. Добро вечер. Ајде, добро вечер. Секој е добро. Бидете поздравени, Тина, вие, вашата екипа. Благодарам многу во името на нашата екипа. Сите слушатели, гледачи што се јават, што ќе се јават. Субот да се дочекаме празникот во петок, што е убав празник. Така, следува богојавление, водици. Сите тие што ги набројавте, во заеднички именител би ги ставил анархија и беззаконие. Значи, тоа е настон. А личност во множина ќе се македонскиот народ, што овие тортури од сите партии ги доживеа и со лични карти, и со 78% покачување и пензиите, што не ги... Значи, македонскиот народ, жалосно за македонскиот народ, вакаш да му се прави. Еве сега се играт играчки, Пендаровски му вика, јави се Тина Ковачевски ти, зашто да ги моли грците? Па тоа, ако сакаат тие за македонскиот народ, ќе пресечеа, значи, за таа употреба која ќе завршат. Значи, све се тоа негативни личности и негативни настани. Затоа уште еднаш ќе кажам, сите во заеднички именител анархија и беззаконие. А македонскиот народ нека се српи, ќе дојдат подобри времења. Ќе дојдат. Господ е со нас, бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, бидете поздравени и вие, останете со нас додека трае Црвена линија. Продолжуваме понатаму, еве можеме и вака некако да формулираме, долга е листата секако ќе подседам на настани кои што барем ние се обидовме сума сумарум да ги издвоиме за 2023 година, па ајде вака да го поставиме прашањето. Кој настан најмногу ве шокираше, вака ве изненади пријатно под наводници? Добро вечер. Добро вечер, убава вечер да имаме. Најубава вечер. Благодарам. Па ја да ви кажам најискрено, има многу, значи, негативни работи за кои што може да се дискутира и ќе почнам, значи, само за негативни, позитивните се убави, нема да ги коментирам. Прво ќе речам, до крај, значи, верував дека ВМРО ДПМН начело со Мицковски ќе покушат и ќе, значи, да го отвориме уставот, да влеземе во Европската заедница и еднаш за секогаш да почнат да работат нашите институции, судство, здравство и така натака. Значи, минус најголем има ВМРО ДПМН со начело со својата партија. Второ, значи, владата и пратениците има најголем минус што може да се напише, зашто го донесоа законот да се намалат, значи, казните со тоа што да застарат многу предмети за кои што се вложи многу средства, многу труд, а тие така едноставно ги протурка и ги направија како неважешки и тие, значи, фактички не може да се покренат повтор пат. Значи, друго сега, застарување на предметите, на делата, стално го бараме, никако да го добиеме. Да речеме, случајот со Даравелски, ако не беше намалувањето на казни, тој уште ќе си седеше во Србија и немаше да дојде тука. Такви имаме случаи многу, но еве времето ми измина, значи
Ќе остане за друг ден да се доискажеме. Благодарам, поздрав. Благодарам многу, еве, додадовте уште еден настан на оваа цела низа, односно намалувањето на казните, се разбира, еве, се што ќе ви дојде на ум и она што сме го изоставиле, слободно ве охрабруваме да го искажете, кажете и да надополниме оваа долга листа. Еве уште еден твит во меѓувреме од Срамежлива. Ова ќе оставиме да го видите само. Значи, Срамежлива напишала: па овие што ќе дојдат се побунија против тие 78%, ќе ги укинат? Што е солидна плата? Па за разлика од оние 200 евра, сега платите повеќе вредат. По скриптум, од тие 78% и највеќе ќар имаат ВМРО. Они имаат еден куп градоначалници, советници, директори, така да. Ете како се коментираше на настанот 78% зголемување на платите на функционерите, кои за жал мува не ги лази кога станува збор за нивните плати. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, добар ден. Добар ден, секако во црвена линија сте. Добар ден, се прв пат јавувам вашата телевизија, али да ви кажам. Многу ми е драго и се надевам не и последен пат. Слушайте на Слушайте, да ви кажам нешто. Јас сум јако несреќен човек, слушам на една жена извадиле органи, матерница, бубен, меур. На друга жена извадиле дете умрела. На други пациент му дале тетар на место удушникот, му го дале у желудица, умрел. Слушайте, да ви нешто кажам, у Македонија е хаос. А тој хаос го прават надворешните. Македончето да се опамети. Јас сум 60 години надвор од Македонија. Нека се опамети, нека биде собран. Ја не укривувам никој, али укривувам нестручноста, неучењето, школството, правниството, болницата вие никаква доле. Вие, еве, тегнат доле доктори доваѓаат тука Словенија да работат. Хоće да имаме доктори на знаности кои завршуваат и остануваат во Словенија. Слушайте да ви нешто кажам. Прво, многу ни е драго еве што за прв пат се вклучивте во контактна емисија, особено во црвена линија. Ке подсетам со оглед на тоа што може би ви прво искуство, напоменате 90 секунди е време траењето на секој излагање, но пред се и благодарам и еве ја ќе ве охрабрам, ако сакате дополнителни 90 секунди, слободно завртете го повторно нашиот телефонски број, секако додека трае црвена линија, можете колку пати сакате, толку пати и да се вклучите. Добро вечер за следниот или следната гледачка. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Па настан преку цела година е барањето на предвремени парламентарни избори. Тоа од страна на ВМРО. Оствари од страна на Мицовски. Без да каже што ќе прави, еве, ќе ја добие власта, еве ќе ги добие изборите, без да каже што ќе прави и со кој кадар ќе настапи. Значи, тоа е навистина едно обеќање, лудом радување, што велат србите, бидејќи ако му беше стало исто така настаното и одбивањето на, речи го, на договорот, одбивањето на членот во договорот, што требаше за да поминиме, за да аплицираме за Европска Унија, исто така од ВМРО, меѓутоа ВМРО е таа партија што ја трга државата назад. Например, постои од 1893 година, а не знам што направила до ден денес за Македонија.
за Македонија. За Бугарија да, бидејќи бугарска. Ама за Македонија немам појма. Не знам што направила. Во Втората светска војна имаше шанса да се... Благодарам многу и вам за вклучувањето. Уште една напомена само. Внимавајте на тајмерот 90 секунди. Се одиме повторно со она што издвоивме на сите овие настани, се разбира, твитови, па еве и на Павел Николаевич твитот, кој што вели само да ве подсетам дека пратениците се уште земаат 78% покачена плата. Аргат Каурот крпи живот. А кој настан ќе го извоите вие, кој настан ќе го надополните на оваа една долга листа за 2023 година? Дали за вас изминатата година беше добра или лоша? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Па вака лоша година, оваа сега што дојде уште полоша. Кој гледаме кои политичари не водат. Па сега вака, личност на годината би се ме одбрал градоначалничката на Скопје, Данела. Кое што вели градот не бил никогаш во подобра финансиска кондиција. Така. Незиниот пркос кон ВМРО и СДС, највише кон ВМРО. За настан на годината би сум го одвел 78% што си ги покачија платите и кривичниот закон што го сменија и чутењето на опозицијата. Фрапантно чутење на опозицијата. Што е несоодветно во ниједна држава. Овакво неписмен градоначалник би сум го одбрал овој што е на Зелц, на кисела вода. Орце Георгиевски. По-неписмен политичар и овакво градоначалник не сум сретнал. Толку поздрав го. Благодарам многу за јавувањето. Секако еве и да напоменам во продолжение, секако етиката на црвена линија останува иста. Внимавајте колку и да сте гневни, разбирливо, иритирани, внимавајте само на употребата на зборовите. Се може да се каже, секако да се поентира и да го искажете вашиот став без употреба на погрдни, навредливи зборови, секако говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Еве еден интересен наслов на кој што стои, бидејќи гледачот пред малку ја издвои градоначалничката на градот Скопје Данила Арсовска според него личност на годината. Насловот вели: Арсовска свика седница на која ни таа не беше по еден час молење, Данила дојде, но советниците не ги изгласаа трите точки. Кој настан вие ќе го издвоите? Кој е според вас личност на изминатата 2023 година? Кој настан ве шокираше, ви беше неверно еве да го слушнете и доживеете? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Прв пат се јавувам оваа телевизија. Многу ми е драго дека тоа е така и верувам не последен пат. Сакам да си кажам моите маќи. Ваа година беше многу убава, за мене петка. 2 ледарчи качија пензија, а 18 ми земаа. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. 3 месеца чекаа да идам на гастро, не можева да добијам, ујдоа на приватно. На место 8 ледарчи ми закажаа, а ка ме прегледаа 18 ледарчи ми земаа. И фала и многу на ваа влада и никој пат да не дое на власт. Никој пат на власт да не дое. 2 ледарчи ми дадоа, 18 ми земаа. Тоа ли е држава, бе, синко? Тоа ли е држава? 3 месеца чекаа да идам на... Од што да живееме ние двојци со бабата сме? На 14.000 пензија сме. Председателот на ВМРО ДПМН Мицковски по избори ветува линеарно покачување по 5.000 денари за сите пензионери. А бега нека да ја го спома, дали ќе преживееме ние до тугај? Не ја слушам ништо. Ние ве слушаме слободно. Сега слушам. Митковски ако каче, за него ќе гласаме.
Благодарам многу за јавувањето и секако ни е драго и така нека продолжи, вклучувајте се во црвена линија. Секако колку и да ви се чини невозможно, верувајте дека оние кои што треба да го слушнат ставот и мислењето на граѓаните и те како слушаат кога станува збор за црвена линија. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Јас сум така, нали? Да, повелете. Добро. Вака се на работа да се разбериме. Личност на годината од господино Ковачевски, премиеро, нема подобар обште, ама во што? Многу јак мозок има, многу паметен е, не земат да читат, па да разговара, ако разговарат со некаде, со новинари, со што било, со кој било, не читат од книга, него многу јака меморија има, секоја му чест. Кажуват, ако треба сад че разговарат, сега што разговарат не е битно, главно не читат. Тие личности се многу јако паметни. А зашто разговара, што е работа, тоа е друга математика. Да бидите поздравени многу и убава цела година да бидите. Еве, ќе искористам вашето време, имам и еден твит, сакам да го слушнете сега кои и останатите гледачи. Дали се сложувате со ова што го вели Иван Грозни? Напишал Вучич и тоа уште во 2022 година бил овој став. Вучич да се кандидира кај нас, ќе освои повеќе од Таче, Мицковски и Али заедно. Не треба од страна да се кандидира никој. Така, тоа значи дека според вас се уште имаме луѓе кои што можат да направат подобро утре. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Јавај се. Да, вие сте, ве слушаме, повелете. 2023-ја. Во беше. Маска на пензионерите колку 600 динара, 700 никачија ним 78%, многу си поминуемо. Они нека еда, све и свашта, златни тањири ни купиво, ми ги купиво, не. Они во наше паре, златни тањири, златна лъжице, кафе, најуво пие, свегде се шетал. Куде сакав, там идем. И најуво што рекна пред мене. Пан Ковачевски најуво, најдобар е премиер. С njega си топку играл у кабинет, едно друго. Топку си играл. Он не знае збор да каже. Он ига командел албанците. Земаја све живо. Албанците на свако место са директори, најголеми, пошто затворија, железничко затворија. Имаше шинобус до Кочани. Нема ништа. Нема 4 години укина се шинобусот од Белево Скопје за Кочани. Какво добри са, како ќе биде лоши. И ништо не било. Мицковски. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите, секако да слушнете останатите гледачи допрва што ќе издвојуваат како најнастан за 2023 година. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Сите настани се собрани у 78%. Арам да му биде леба што го јаде глад. Хајде, чао. Тоа е се што имате да кажете. Добро, благодарам уште еднаш. Еве, подсетување гледачот експресно, но и јасно истакна дека за него настан за 2023 година е 78% зголемување на платите на функционерите. Ке подсетиме кои за жал мува не ги лази кога станува збор за нивните плати.
Еве и уште еден твит на Мирко Сославко, кој што го напишал на 20 септември 2023 година, со оглед на тоа што зборуваме за изминатата година. Вели, досега се покажа и потврди дека Али Ахмети е врвен политичар и може часови да им дава на Таче и Мицковски. А кој настан еве за вас е нај-настан во изминатата 2023 година? Ке подсетиме дека на оваа листа гледачите додадоа и намалување на казните што се однесува за функционерите и секако барањето низ цела година на предвремени избори, како и застарување на делата. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Јас ќе зборувам малце обратно. Вчера што јавевме и денеска што јавиме, наставно ќе го исклучам, што ќе јавиме утре. Му порачувам на Мицковски. Подхитно власта секако ќе ја земи. Подхитно договорот со Грција, со Бугарија да се очисти, да се уништи. Да си ја направиме државава, цел македонски народ да се сплоти, сите тие кои сакаат да живеат во Македонија да си бидат еднакви да живеат, кој не сака, кој кај сакат не ходи. Државава мораме да си ја направиме, затоа што овие се кренати да е ништат, откорен да е ништат. Гледајте што се случува со тие настани нама за што помина, ми се гади да зборувам што правеа. Во никоја држава ова не се прави. Те паснучи штампање, те, речи ги, чува предмети по 200-300 па ги наградија сега за јавни обвинители. Па гледам денеска та што не работела, што не одела, па е вратија да биде председател тамо во судот. Зато тие настани ми се повраќа кој ќе сетам нешто, кој ќе помислам. Зато народот да се обедини. Мицковски не сме да попушти и кој ќе излези сега да каже дека договорот го поништувам, не е валиден. А не... Благодарам многу. Продолжуваме повторно со Цветирџи, ги вметнуваме во измеѓу секоја јавување, бидејќи издвоивме и они како коментираат за секој оној настан, барем што ние го издвоивме за нашата долга листа. Рома го има напишано следново: зошто Мицковски и ДПМН исто како и Таче и СДСМ и ДУИ не се сложуваат за промена на изборен модел и донесување на закон за потекло на имот. Како и да е долга е листата, секако и времето покажува дека дојде токму време за реклами. Секако овде во овој дел, пред да ви ги соопштам резултатите како одговорија Инстаграмџи во однос на тоа дали е добра или лоша изминатата за нив 2023 година, ќе ве потсетам секако оваа дискусија, а и доста се коментира, можете да ја продолжите и на социјалните медиуми, да не заследите пред се на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија и секако на Твитер. Ајде сега да идеме Инстаграмџи, како одговорија. Значи, нека не ве збунува ова, дали 2023 година беше, се однесува на тоа, ако беше, беше добра, а ако не беше, значи била лоша. Но како да е интересен резултатот за Инстаграмџи, 31% одговорија дека била добра, односно била добра година, додека 69% одговорија не, што значи не била добра година. Како и да е, секако она што следува ќе биде особено добро за оние кои што ќе земат учество. Процедурите горе-долу се апсолутно исти, што се однесува за учеството во најгледаниот и најзабавниот квиз во земјава заврти на Телма. Сите оние кои што се вклучија редовно, се разбира, особено оние кои што се вклучија прв пат во Црвена линија, големо благодарам за вашето активно учество. Ќе продолжиме и утре секако со нов предизвик и нова тема, но сега е време да ве подготвам за квизот. Ке ви прочитам неколку прашања, добро забележете ги, сепак е среда, а срекниот ден среда за награда вели фрижидер. Одиме со прво прашање. Гатанка шарена, шарена, во рака не фатена. Имаме и ваков предизвик за вас. Кој црн музичар се смета за татко на соул музиката?
Колку литри вода собира коцка со рап од 10 сантиметри и кој е нашиот најпознат сликар, експресионист, познат по својата бела фаза. Не влегуваме во фаза на наградување, добра забава и секако фаза за освојување нов фрижидер. Се слушаме за куса време.